civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дали во нашата земја има доволно познавање и разбирање на зелените политики, освен кога станува збор за зелени политики, знаеме дека секогаш постои барем ако никаква повеќе декларативна политичка волја да се зборува за нив. Да, во последните години навистина евидентно е зголемена свеста кај јавноста генерално во однос на тоа што значи зелени политики, но најмногу во контекст на заштита на животна средина, еве сега веќе и климатските промени стануваат тема што не беше случај порано и се уште мислам дека многу малку се зборува за климатската криза, за климатските промени, но во однос на заштита на животната средина, свесноста кај јавноста е навистина на многу повисоко ниво од она што беше пред неколку години. Но мислам дека се уште кога зборуваме генерално за зелените политики, свесноста се однесува само во овој дел, заштита на животна средина, еве сега и заштита на климата, но многу малку се обрнува внимание за она што значи зелена политика генерално. Бидејќи зелените вредности не се однесуваат само на заштитата на животната средина, туку и на развој на демократијата, борба против корупција, владење на правото, почитување на човековите права, особено правата на жените, на маргинализираните заедници, например на ЛГБТ и луѓето, солидарност, социјална правда. Сето тоа е подеднакво важен дел во зелените политики, исто како и заштитата на животната средина и климата. Во тој контекст, со оглед на тоа дека зелените политики се широк поим, опфаќаат повеќе сфери од социопштествениот живот на граѓаните во едно општество, кои се конкретно кај нас капацитетите на институциите и општествените чинители во креирање и спроведување на зелените политики? Да, сега за различен сегмент од сите овие прашања, различен е капацитетот, мислам дека повеќе ви се однесува прашањето на она што значи заштита на животна средина. И да, капацитетот на институциите е се уште на ниско ниво и тоа се наведува и во последниот извештај од Европската комисија. И тоа како и на централно ниво, но особено е низок капацитетот на институциите на локално ниво. Ние сите знаеме дека многу малку практично се обрнува внимание на заштитата на животната средина и климата. И на централно ниво би рекла се уште е многу недоволно, но особено на локално ниво повеќе од половина од општините во државата практично немаат ни инспектор за заштита на животната средина, така што тоа е еден факт кој кажува колкава е грижата и колку е капацитетот на институциите кога станува збор за овие прашања. Знам дека сега веќе се во тек некои проекти со цел да се подигне нивото на капацитетот на институциите. Има напори за меѓусебна координација на институциите на централно и локално ниво, заеднички да сработуваат и се разбира веќе се во тек и обуки кои што ги спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање со локалната самоуправа, со општините, се со цел да се подигне тој капацитет на институциите. Во тек е веќе и соработка на Државниот инспекторат за животна средина со општините, за да и на локално ниво практично имаат познавања, можности, но и соработка со Државниот инспекторат со цел на обавување на нивната функција во однос на инспекцијата и заштитата на животната средина, но се уште е тоа на многу ниско ниво. Мислам дека тоа навистина мора да биде приоритет, особено за локалната власт, бидејќи најголем дел од проблемите се врзани со животната средина, особено во делот на инспекцијскиот надзор, оние дозволи кои ги издава општината, бе интегрирани дозволи или елаборати,
спроведувањето, односно придржувањето до тие критериуми кои спроведуваат инспекторите од општините, значи на локално ниво. Со новиот закон за инспекцијски надзор во животна средина, кој неодамна го усвоивме во собранието, токму и тоа е една од клучните цели на законот, би рекла, подобра координација и соработка на институциите, инспекторатите на централно и локално ниво. Сепак, со прашањето сакав да добиам некоја општа слика за тоа токму од аспект на зелените политики што вклучуваат повеќе сетови на вредности, човекови права и слободи, демократски права, човеково достоинство, социјална правда. Затоа сакав да добиам една општа оценка од поширок вид за тоа како гледате на институционалната подготвеност во сите овие сегменти. Така е, мислам дека одредени исчекори во позитивна насока се направени во изминатиот период, но се уште има многу за работа. Еве кога зборуваме на пример во делот на човековите права, нешто што е апсолутно многу значајно кога зборуваме за зелените политики, одлично е што се усвои новиот закон за заштита и спречување од дискриминација, се формираше професионална независна комисија за спречување и заштита од дискриминација која еве веќе гледаме дека добро си ја обавува својата функција и се враќа, да речам, довербата на граѓаните во оваа институција, но се уште кога зборуваме генерално од аспект на почитување на човековите права, гледаме секојдневно дека се прекршуваат правата на човековите права на луѓето, на граѓаните, и она што мислам дека е клучно во тој сегмент, еве особено кога зборуваме на пример за правата на маргинализираните заедници, на пример на ЛГБТ и луѓето, на ромите, па ако сакате и на жените. Јавноста е сведок на пример интензивен говор на омраза, кој што особено на социјалните мрежи се споделува, кој што е многу често не само со навредлив тон, туку и со мисогинија, сексизам, шовинизам, за ЛГБТ и луѓето веќе и да не зборувам, мислам колку често се предмет на говор на омраза, на дискриминација, па дури и насилство, и неодамна имавме случај на насилство врз еден ЛГБТ активист, долгогодишен од Тетово, и клучно е овие дела да бидат дела од омраза, да бидат препознаени и соодветно санкционирани од институциите, со обвинителство, судство и така натаму, за да се прати една јасна порака дека дискриминацијата, говорот на омраза, делата од омраза не се толерираат во македонското општество и соодветно се санкционираат, но тоа се уште, би рекла, изостанува во овој дел. Зелените политики, освен што бараат силна волја во нивно спроведување и промовирање секојдневно, нели, работење, од друга страна и бараат и финансиска поддршка, што би рекле дел од експертите, зелените политики се скапа играчка. Во таа насока колку зелените политики може да представуваат економски потенцијал, а колку може да го отежнат, отежнат економските состојби, да речеме на краток, среден или долг рок. Така е. Да, заштитата на животната средина и заштитата на климата особено бара вложување на големи финансиски средства и тоа е факт. На краток рок не би можеле да видиме некои позитивни бенефити за економскиот развој. Објективно, затоа што едноставно овие политики се спроведуваат и ефектите, резултатите од нив можеме да ги видиме на среден и секако на долг рок. И затоа ние кога зборуваме за праведна транзиција, што е, нели, суштината на овој европски зелен договор, на транзицијата од фосилните кон обновливите извори на енергија, зборуваме за процес на транзиција, трансформација, значи тоа не се случува преку ноќ, туку бара време и бара сериозна стратегија како тоа ќе се спроведува. Зошто е тоа важно? Важно е бидејќи мора да биде запазен не само еколошкиот сегмент, туку и социјалниот. Затоа што
Екологијата и социјалната правда, ние велиме, се две страни на една иста паричка и тие одат рака под рака заедно, не може да ги гледаме изолирано. Она што е суштината е дека да, бизнес секторот мора да се трансформира и за тоа исто така се потребни политики кои што ќе го реализираат тоа, но истовремено да се помогне и на граѓаните, на работниците, за да тие можат да бидат преквалификувани, доквалификувани кога станува збор за напуштање на овие работни места кои што сега зависат од таа загадувачка индустрија, за да можат, нели, да обезбедат подостоинствени и подобро платени работни места во рамки на зелената економија, она што ние го велиме зелени работни места. И тоа е можност. Тоа е навистина голема можност која треба да се искористи и која дефинитивно на среден рок ќе даде резултати, ќе даде бенефит не само за економскиот развој на државата, на општеството во целина, туку и за граѓаните. Бидејќи не е само секторот обновливи извори на енергија, тука е секторот екотуризам, нови работни места во процесите на дигитализација, на други услуги, во третманот на управување со отпад. Значи, има цела низа, цел диапазон, би рекла, на зелени работни места кои што ќе значат и достоинствени плати, и квалитетен живот на граѓаните, и економски развој на општеството во целина. Но она што мислам дека недостасува е не стратегија, бидејќи ние имаме многу стратегии во државата, туку реализирање на тие стратегии. Зелената економија и зелениот развој не може да се сведе на дневна политика од денес за утре, што често се случува кај нас, за жал, затоа што доминираат тие дневно политички, популистички вака барања и предлози, туку треба јасно да знаеме како општество во целина во кој правец ќе се движиме и било кој да биде на власт, дека ќе мора да се придржува до тие принципи. Не може денес да зборуваме дека ќе одиме во транзиција од фосилните кон обновливи извори на енергија, а по 6 месеци или по една година да се враќаме повторно кон јагленот и кон тешките загадувачки индустрии со непочитување на еколошките стандарди. Значи, мора точно, јасно да знаеме која ни е визијата и да се движиме во тој правец. А друг правец нема, затоа што Европа и целиот свет генерално се движи во правец на развој на зелената економија, и ако сакате и од аспект на бизнесот, бидејќи тоа е многу често прашање кое го слушам, дали бизнесот ќе трпи заради овие воведување на повисоки еколошки стандарди и така натаму, не, во перспектива и за нив ќе биде многу подобро, и затоа треба веднаш час поскоро да започнат и самите бизнес сектори со веќе некои и го прават тоа, што навистина е за поздравување, со имплементација на овие повисоки еколошки стандарди во однос на заштита на животната средина и на климата, со употреба на соларната енергија. Сведоци сме дека голем број сега бизнес компании тоа го прават. Се разбира, ова економска и енергетска криза повеќе ги стимулира да вложуваат во фотоволтаици, отколку во заштита на животната средина, но јас би рекла да се имаше повеќе осет и за ова што ние како зелени го зборуваме, дека нема друга перспектива освен праведната транзиција кон обновливи. Веројатно и сега, во овој момент кога има енергетска криза, последиците кои ги трпиме ќе беа сигурно неизбежни, но сигурно многу помали. И тоа не само од аспект на заштита на животната средина, туку од аспект на економскиот развој и би рекла од аспект на безбедност, затоа што веќе гледаме дека во светот прашањето за енергијата станува не само енергетско, економско, туку и безбедносно прашање.
Јас најпрвен ќе се надоврзам кога ги спомнавте зелените политики како се одвиваат и нели тој процес на транзиција во Европа. Забележителен е трендот на зелени партии во Европа. Прашањето е на кој начин тоа е вклучен во тој европски тренд, значи како го следи и колку е тоа добро за вас како партија на нели во домашен контекст или дали вие како нели дом всушност и вие како лидер на партијата имате простор за действување на македонската политичка сцена токму во или овој видливо действување во овој контекст. Така да, Дом е членка на Европската зелена партија, тоа е зеленото семејство кое ги обединува сите зелени партии од Европа. Кога зборувам од Европа, мислам на континентот, не само Европската унија, и ние сме од пред 3 години чинам полноправна членка на Европската зелена партија. Тоа значи дека имаме право на глас и одлучуваме во креирањето на зелените политики, и тоа е многу значајно за Дом од неколку аспекти, затоа што прво имаме можност за споделување на искуства, знаења од европските зелени, кои што дефинитивно се многу понапред отколку што е зелениот развој овде кај нас, така што тоа ни е исклучително важно, но исто така и соработката во смисол на поддршка за одредени теми. Честопати тие се присутни овде кај нас на наши конференции, трибини по одредени прашања кога зборуваме. Например, учествува на конференцијата кога имавме она борба против отварањето на рудниците. Зборуваме за праведната зелена транзиција од аспект на заштита на човековите права. Еве сега, бидејќи е нели месец на гордоста и ќе имаме во Скопје повторно Прајд, ќе учествува на наша покана и една европратеничка, Ким Ван Спарентак од холандските зелени, која што е во Европскиот парламент и член на нивната интерпартиска ЛГБТИ група, ќе дојде овде да се приклучи кон Прајдот. Се разбира, ќе имаме и други состаноци со неа, но еве тоа е еден начин на поддршка на политиките на Дом, кои што секако се значајни и за развој на политиките на македонското општество. И она што е клучно, што навистина имаме огромна поддршка, безусловна, во однос на започнувањето на преговорите со Европската унија, бидејќи европските зелени се тука многу децидни по тоа прашање, како ретко која политичка група во Европа, и даваат апсолутна поддршка за почеток на преговорите со Европската унија веднаш, и тоа е став кој што е континуиран и околу тоа нема никаква дилема, и не само што не поддржуваат, туку и со своите активности во Европскиот парламент и со другите групи навистина интензивно лобираат за тоа и да се случи. Уште нешто што е важно во оваа соработка, што постои така наречена зелена балканска мрежа. Тоа е исто така многу важно за регионот генерално, бидејќи во неа сме вклучени сите зелени партии од регионот на Западен Балкан, значи и од Албанија, од Косово, од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, и од Хрватска и така натаму. Значи, бидејќи е многу важна соработката и во регионот, ние во нашите контакти и споделување на проблемите со кои се соочуваме, видовме дека практично се многу слични проблемите во регионот кои се однесуваат на зелените политики, и тоа е уште една дополнителна можност заедно сите да придонесеме за развој на нашите општества, но и на регионот во целина, бидејќи особено кога станува збор за заштита на животната средина и климата, тука нема граници, затоа што загадувањето на реките во една држава рефлектира и во друга држава, за воздухот да не зборувам, ако сакате за почвата, продуктите, нели прехранбени кои што ги одгледуваме се транспортираат насекаде, така што овие прашања не познаваат граници и бараат навистина голема соработка и се разбира посветеност на овие прашања. И тоа е добро што се случува особено интензивно во последниот период. Ковид пандемијата се разбира малку ги успори овие средби, но сега интензивно речеси на секој
овој месец има некоја средба на зелените од регионот. Сега имавме и 35-ти совет на Европската зелена партија во Рига, каде што исто така се зборуваше нели за овие клучни теми кои што се важни за зелените партии, како што е праведната транзиција, но исто така и во контекст на руската агресија во Украина, на војната во Украина, имаше и усвоивме резолуција за тоа, за стопирање на руската агресија во Украина и стопирање на војната, што е исто така еден став на Европската зелена партија, но и на дом се разбира. Мислам дека сте информирани дека и јас лично како претеничка заедно со колешката Моника Зајкова бевме предлагачи практично на декларацијата која Македонското собрание ја усвои за поддршка на Украина. Всушност ми одговоривте на следното прашање дека вие бевте иницијатори, нели меѓу првите во Македонското собрание кои да покренавте иницијатива или за декларацијата како што рековте за против руската агресија врз Украина и дури ми одговоривте и на прашањето што презама дом во тој контекст. Еве ова е едно, некој друг пример, дали имате некои други активности во таа насока? Нашиот став по тоа прашање е јасен и присутни сме во јавноста, затоа што сметам дека е многу важно јасно да се упати порака до граѓаните по однос на овие прашања кои што не засегаат сите и го загрижуваат светот. Генерално, ние учествувавме и на протестите кои што беа во знак за поддршка на Украина и украинскиот народ. Исто така организиравме и хуманитарна акција за помош на луѓето во Украина и секако продолжуваме еве и нашиот глас за оваа резолуција на Европската зелена партија е во тој контекст на јасна и недвосмислена поддршка за Украина. Она што е актуелно надвор да речеме од зелените политика, ама секогаш нели се дел од тие програми, е прашањето за избори. Сега се иницијатира нешто за предвремени избори. Вашиот став, дали на нашава земја се потребни предвремени избори? Не се потребни. Во неколку наврати оти ова е вака актуелна тема. Тоа сум го елаборирала во јавност. Зошто не ни се потребни предвремени избори? Бидејќи тоа не е во интерес на граѓаните. Она што е сега важно е, особено во контекст на оваа енергетска, економска криза, па и во контекст на војната во Украина, е да се обезбеди стабилност и решавање на проблемите на граѓаните. Тоа е интересот на граѓаните, а не дневната политика и личните и партиските калкулации кој колку пратеници би добил ако има предвремени избори. Бидејќи на крајот дури хипотетички и да има нови избори, а сите знаеме дека кога има избори не само што десетици милиони евра ќе потрошиме за избори, туку и стагнира едноставно целиот општествен живот и економски и политички, бидејќи нели некои законски обврски се такви во периодот на предизборието, не работи ниту парламентот, не може да се спроведуваат некои тендерски постапки и така натаму, значи и бизнис секторот е во една незавидна позиција во исчекување на тоа што ќе се случува понатаму. Дефинитивно тоа не е нешто особено што сега во ваква ситуација ни треба, бидејќи сега треба навистина сериозно и одговорно да се решаваат проблемите на граѓаните, бидејќи состојбата, ситуацијата генерално е таква што бара навистина секој дневен одговор на одредени проблеми кои што се случуваат. Ние знаеме дека се случи, например, зимата проблем со топлинското снабдување на граѓаните во Скопје. Значи, што ако нели се случи таква ситуација во период на избори кога никој не може да реагира? Тоа се сериозни прашања. Мислам дека ние некако премногу се занимаваме со дневна политика, со популизам и со партиските рейтинзи, а не ја гледаме суштината и она што граѓаните го бараат и го очекуваат од нас. Решавање на нивните проблеми. Еве и да се случи да имаме избори, да има и промена на власта. Што ако
следната еве да победи сегашната опозиција да формира влада. И сега сегашната власт би била опозиција. Ако и тие продолжат со блокирање на процесите, со блокирање на носење на закони, како што гледаме дека сега се случува, каков бенефит од тоа ќе имаат граѓаните? Значи ќе бидат во истата позиција, само ќе бидат променети улогите. Тоа не е интересот на граѓаните. Граѓаните јасно праќаат порака дека бараат одговорно однесување, конструктивно од сите чинители. Бидејќи на крајот, да, секогаш одговорноста на оние кои што се дел од мнозинството и владата е поголема, неспорно во однос на опозицијата, но и пратениците од опозицијата имаат одговорност пред граѓаните кои го дале гласот за нив. Бидејќи очекуваат од нив решавање на проблемите, а не блокирање на решенијата на проблемите. Не навлегувам, секој има право на различно мислење, на поинаков став, но тоа треба да биде конструктивно, а не само да се блокираат процесите без на крајот никаков исход од тоа. За мене е конструктивно и дом, иако е дел од владеачкото мнозинство. Многу често јас поднесувам амандмани како пратеничка на одредени закони. Некои се прифаќаат, некои не, имаме дебата околу тоа, ама насоката и интенцијата е подобрување на законските решенија, а не блокирање. За крај, кои се следните чекори на Дом како Зелена партија и на Маја Морачанин како лидерка на истата? Да, работевме и во изминатиот период и продолжуваме во истата насока. Еве, како јас како пратеничка, веќе малку и почнав да одговарам на тоа прашање во контекст на амандмански измени на одредени закони. Јас активно учествував и во Законот за животна средина кој што го усвои собранието и тоа е добро. Законот за управување за отпад исто така. Конечно, еве тој пакет закони се усвои многу значаен во контекст на заштита на животната средина, бидејќи знаеме сите каква е состојбата со управувањето со отпадот во државата. Исто така законот за инспекцијски надзор во животната средина и така натаму, и во тој контекст еве сега сум заедно со колегата Ненад Коцич предлагач на предлог закон за животна средина со кој се предвидува практично забрана на отварање на индустријски капацитети од тешка загадувачка Г1 индустрија на растојание кое што е помало од 5 километри од населено место или од заштитено подрачје. Идејата беше, значи, оваа тешка загадувачка индустрија да биде надвор од населените места и заштитените подрачја. Останува уште да се стави законот, дебатата заврши на гласање и се надевам дека ќе добие поддршката од пратениците, бидејќи она што е добро, еве, и пратениците од позицијата и од опозицијата до сега даваат поддршка за ова законско решение. Во партијата и она што е сега за нас многу клучно и е дел од програмата практично на владата, бидејќи кога се формираше новата влада, во преговорите ние инсистиравме на неколку клучни за нас програмски приоритети. Тоа е прво обновливите извори на енергија. Ние имаме закон за енергетика кој што е усогласен со европските директиви, но апсолутно е потребна промена на подзаконските акти, на правилниците, бидејќи и граѓаните, но и бизнес секторот се жалат дека постапките за добивање на дозвола за поставување фотоволтаици се многу долги, тешки, бараат документација различна, одзема многу време и трошоци се разбира и така натаму, и тоа мора да се поедностави и секако да се намалат, би било идеално да се оттргнат комплетно тие ограничувања од 4 киловати за домаќинство и 20 киловати за бизнисите, за да бидат уште повеќе мотивирани и граѓаните, но еве и бизнис секторот да поставуваат фотоволтаици. За нас е многу важно, особено во делот на граѓаните, бидејќи ние сметаме дека да, добро е бизнисот да инвестира во производство на електрична енергија од фотоволтаици, но многу е важно и граѓаните самите
да станат не само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија. Со тоа не само што ќе се придонесе, се разбира, за намалување на загадувањето, за заштита на животната средина, но тоа дефинитивно ќе значи и економски бенефит за самите граѓани, затоа што на крајот тоа е таа енергетска демократија. Бенефитите од сонцето треба да ги користиме сите, не само бизнес секторот, туку пред се сите ние како граѓани, и тоа е нешто на кое работиме во овој период. Исто така останува понатаму да ја туркаме агендата за промена на изборниот законник. Знаете дека Дом е еден од предлагачите за измени на изборниот законник, за измена на изборниот модел. Она што е наш став, наш приоритет е една изборна единица, исто така отворени листи, но и 50% жени на листите и за парламентарни и за локални избори. Тоа е исто така еден од приоритетите на Дом, нели, унапредување на родовата еднаквост и правата на жените. И она што во рамките на партијата, вака внатрепартиски, нели, постојано се работи е заекнување на општинските организации. Неодамна имавме изборно собрание на младинската организација на Дом, избра ново, МОДОМ се вика, избра ново раководство. Особено ми е драго што се повеќе граѓани ги препознаваат нашите политики, се приклучуваат кон партијата како активисти, и секако многу е важна соработката со граѓанските организации и во делот, нели, на заштита на животната средина, но и во делот на човековите права. Еве, јас утре повторно ќе спомнам во контекст на месецот на гордоста, ќе учествувам на една трибина која што се однесува на правата на ЛГБТ и луѓето, која што организира невладиниот сектор. И мислам дека е тоа вистинскиот начин, и тоа се приоритетите на Дом, да обезбедиме реализирање на нашите програмски приоритети, како, нели, дел од мнозинството и владата. Тоа е наша обврска и наш придонес. Интензивна соработка со граѓанските организации и секако со европските зелени партии и Европската зелена партија како семејство на зелените. На почетокот во одговорот на ова прашање ме потикнавте кога зборувавте за законските решенија, предлог законите и сите тие позитивни работи кои што се случуваат и на кои што работите. Која е улогата на Министерството за животна средина и каква е вашата соработка со, нели, Министерството? Да, за овие закони предлагач е Министерството за животна средина и просторно планирање, и постапката во однос на носење на регулативата е таа, нели, Министерството го подготвува законот во консултации со експерти, со граѓански организации. Мислам дека и тука, преку, бидејќи Дом има заменичка министерка во Министерството за животна средина, Оджаклиевска, тоа беше и наша цел, да бидат вклучени граѓанските организации уште во раната фаза на подготовката на законите, не само кога законот ќе помине на влада или ќе биде ставен на ЕНР, па, нели, може тогаш сите да даваат коментари, туку да бидат вклучени уште во раната фаза кога се подготвува драфт верзијата на законот, и тука има напредок, и тоа навистина ме радува. И тоа е постапката. Кога ќе помине на влада, потоа доаѓа во собрание. Јас секогаш инсистирам на тоа и во собрание да има јавни расправи по однос на законското решение, бидејќи секогаш е добро да слушнете уште некое мислење од страна на експерти, на граѓански организации, на други засегнати страни по однос на некое законско решение, кои што можат да се преточат потоа во амандмани, и најчесто амандманите кои ги поднесувам се точно доаѓаат од граѓанските организации, бидејќи на вистина во Македонија имаме многу солиден граѓански сектор, особено кога станува збор за темите за заштита на животната средина, со експертиза, со релевантни сознанија, информации, и тоа на сите нас во парламентот ни е од корист, и на крајот на граѓаните им е корист, а тоа е, нели, она што сакаме да го постигнеме. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.
civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.